Полицискиот час и временското ограничување на движење од само 2 часа може да донесе други здравствени ризици на лицата над 67 години. Значи во овој период препорачуваме да се избегнуваат калорични јадења кои се богати со шеќери и обилни оброци со многу масти. Така да е една балансирана, умерена исхрана, разредена во повеќе оброци, која ќе содржи малку шеќери, малку бело брашно и повеќе количина на зеленчук, овоше би помогнала да не додадеме килограми и калории во овој период. Иако условите на сите им се различни, секој дом нуди минимум можност за рекреација. Пред да почнеме да вежбаме, треба да го загрееме организмот со класичните вежби за обликување на телото, кои сите ги знаеме. Секоја вежба треба да изведуваме од 10 до 12 пати и во време траење некаде до 15 минути. Во домашни услови може да искористиме шишења полни со вода, може да искористиме книги, може да искористиме поширок ластик и сите тие да ги употребиме во зависност од кој дел на телото сакаме да постигнеме поголем ефект. Од друга страна, идеја за одржување на телесната форма и духовната енергија имаат и од Сдруженијето на пензионери. Секако, за сите што сакаат работа во и околу секоја куќа има секогаш, но овој пат на вистина е се поинаку. Опасен вирус, студено време, долг пензионерски полициски час и многу психоза. Кога сум дома нешто помагам, дома нешто читам, литература, нешто вестници читам, така да времето ми мине, целиот ден сум ангажиран. Физичка активност имам па околу и работам, цртам нешто и така. А и имам викендица и повоштарник, идам горе, па сам измислам нешто.